Вечерва се можни прекини на водоснабдувањето во одредени територии од Штип како резултат на работење на СКАДА системот. Градоначалникот на општина Штип Иван Јорданов најави дека општина Штип започнува со имплементација на СКАДА системот на водоводната мрежа. Инвестиција вредна 36 милиони денари. Како што истакна Јорданов, со воведувањето на системот се очекува намалување на загубите и подобрување на финансиското работење на јавното претпријатие ИСАР. Сакам да споделам со јавноста информација дека веќе се започнати активности за инсталирање на СКАДА систем на водоводната мрежа. Инвестиција на општина Штип вредна 36 милиони денари. Долгогодишно очекуван проект кој треба да реши долгогодишен проблем кој го имаме како јавно претпријатие и како општина, затоа што секогаш во минатото сме комуницирале дека загубите на вода на јавното претпријатие ИСАР се повеќе од 60%, што навистина е една загуба која со инсталирањето на овој систем веруваме дека ќе се намали, а со тоа ќе се подобри финансиското работење на јавното претпријатие ИСАР. Целта по завршувањето на оваа инвестиција е истиот систем да биде ставен во употреба во јавното претпријатие ИСАР. Всушност ќе служи за далечинско читање на податоците од водоводната мрежа, една надзорна контрола на водоводната мрежа на повеќе точки. Поради инсталацијата, во одредени периоди ќе има и прекин на водоснабдувањето, а работите продолжуваат и вечерва. Прилика да споделам со жителите, граѓаните на општина Штип информација дека во текот на изведба и имплементација на овој систем во одредени периоди ќе мора јавното претпријатие да направи прекин на водоснабдувањето со оглед на тоа што се инсталираат овие позиции и овој систем на одредени точки во градот. И во овој контекст сакаме да информираме јавноста дека и вечерва ќе се работи на практично инсталирање на делот самиот проект на делот СКАДА системот. Александар Арсовски, директор на јавното претпријатие ИСАР, изјави дека пред година и половина бил утврден сериозен проблем со загуби на вода од 58 до 63%, па со зафаќање на макотрпна и темелна работа се работи на санирање на проблемот со инвестиција во СКАДА системот. Пред точно година и половина се соочив со фрапантен факт дека јавното претпријатие наназад десетици години се соочува со загуби на вода кои што изнесуваат меѓу 58 и 63%. Се зафативме со макотрпна и темелна работа и со поддршка на општина Штип и на градоначалникот. Успеавме за година и пол да подготвиме основен проект, да ги подготвиме сите технички документации, одобрение за градба, изнајдовме финансии за да го изфинансираме овој проект, а сега на моје огромно задоволство можем да кажам дека изведбата на СКАДА системот кој што служи за контрола, мониторинг и управување на водоводниот систем на територија на општина Штип е со некаде околу 50% на реализација. Надлежните очекуваат со целосната имплементација на системот значително да се намалат загубите на вода и да се зголеми ефикасноста на управувањето со водоводната мрежа. Од општината апелираат до граѓаните за разбирање во период на изведба, со цел долгорочно и стабилно водоснабдување во градот.